Здраво Македонија и добре дојдовте во уште едно возбудливо издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само и ексклузивно на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се тука во нашето студио, подготвени да седнат во нивните надпреварувачки кабини и да дадат се од себе денеска. Па затоа, да не им го трочам времето ниту ним, а ниту вас, да ги повикам тука да дојдат и да ни се придружат, како и секогаш така и денеска. Прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Антонио и Анета. Повелете. Здраво. Анета. Марче. Здраво. Поздравам. Како сте денеска? Добре, супер. Убаво расположени? Па и оваа емисија нормално расположени за игра и добра забава. Супер, баш ми е драго. Четврта станица. Да, денеска четврти пат во Листа за 300. И денеска е време да го расипеме оној просек од 100 евра. Што викате? Да, ја би сакал, да. Да се надеваме. Да, заврши. Мислам, денеска, ако тепаме да одиме на поголема Се сума. надеваме, да, четврта емисија, пријатно чувство. Да. Нарви противници, млади дечки. Така, баке, се Мислам, видов... тие мене сеќавањата на тоа време. Веќе кога сме кај сеќавањето, јас се видов и со човек, ваш заеднички пријател, ќе збориме после тоа, нема везе, кој што ми спомна дека веќе 30 години Антонио е по квизови. Многу ме интересира од која година, која Мислам, пат. 93 година почнав. Леле, јас сум од 13 години. Тебе Крстос Борда, МТВ беше тоа, после Лајден, каде ми се знижал, не постои повеќе. Па и сите телевизии што постојат сме ги дојдевме еднаш кај телевизија едно, мислам, на времето. Треба квизови, на нови народ му фалат квизови. Тие што ме се сеќаваат на улица, викаат зашто нема квизови како у нашето соседство да кажеме. Вика Марко остана последен бастион на квизовите. Да, сме живи здрави, да се надеваме дека ова ќе биде слушнато како апел за да може нели понатаму. Права, точно. Анета, како си ми ти денеска? Па добро, расположени за игра. Така, што велат во училиштето во Киро Пичиновиќ? Да, наставничка навиваме за тебе, наставничка така само напред, да. Да си ги поздравам уште еднаш када моите ученици и моите колешки. Ете не си ги поздравив, ние сме 5 во актив. Поздрав до останатите 4, 2 Даниели, 1 Дафина и 1 Марина. Супер. Многу сме. Голем поздрав и од мене до нив. Одлично, па може би во нека следна прилика ќе видиме некој од нив или како партнерка или пак. Да, ќе направиме некоја интересна комбинација. Дека отвори она серијата Кирил, има доста паметни луѓе таму. Па точно така, се сложувам. Сигурен сум во тоа. А кажи ми, одамна и ти по квизови заедно со Антонио или? Да, сме оделе заедно, точно како пар сме оделе, но јас сега и други обврски, нели, семејство, деца, работа, он е послободен оди. И тоа ама беше, кога наоѓам време, знам да правам. Тоа што квиз викаше Енигма 2000. Да, се сеќавам како не. Стварно беше, дури имав, мислам дека 2 тестирања имавме дури. Супер. Толку беше, мислам, масовност имаше и мораше да има тестирање. Одлично. Да. Многу ме радува. Ајде да се знаење надеваме се дека варало, ете ќе се појават туште квизи, дека конкуренцијата ќе биде голема. Мора се појават. Во иднина, да, се со цел нели да работиме повеќе на нашето знаење, на општото знаење. Многу се надгледат духовно и Така. ами значи бараат, верувате. Бараат тие што ме стракеваат на улица. Дајте ме вика. Не, до мене, ја ќе пренесам. Супер. Ето и Одлично. ти да пренесеш. Ќе пренесам јас. Антонија и Анета. Да, оди. Одличен муабет, сега да го чуваме сето на нели во нас и концентрацијата за тоа што следува, а тоа е лицитациите, па после може би и темата финална. Денеска сте повторно домаќини, што значи повелете во домаќинската кабина. А тука во нашето студио се секако и нивните противници денеска. Во улога на предизвикувачи се Филип и Михаел. Повелете. Филип, здраво. Михаел, здраво. Како сте? Одлично. Добро. Расположени денеска за игра, може малце понамалку да дојдете, многу нивица ми стоиш. Немој. Дефинитивно расположен. Да, супер. Филип, ако не се лажам, ти веќе си бил во Листа за 300. Михаел, тебе прв пат. Мене ми е прв пат, Филип малку поискусен. Така, ти кажеш што како се случува? Тоа учи? Да. Супер. Сега ајде малце да се запознаеме, ќе започнам сепак од Михаел, дека прв пат е тука. Да. Јас сум од Прилеп, студирам во Скопје на машински факултет. Супер, како оди машински, ако се земе во предвид дека важи за еден од потешките факултети? Па, прилично интересно, ама да, си има напор. Супер, одлично. Од која година си? Прва. Прва? Да. Супер. Ти посакувам многу среќа и нели да си го завршиш како што треба во ние време. Како што ќе си замислиш така да го завршиш. Да не ти кажам, да не ти поставувам јапа се притисоки од мене. Филип, мало освежување Така. за тебе, кој си, како, што си? Јас сум исто од Прилеп, студирам на ФЕЙТ, на електро, кај нас и Супер. Да, нема нешто. Ете ги двата, како да кажам, најпредизвикувачки факултети. Да. Барем за, не знам, за оние кои што сме општествени науки, кои што сме студирале, а не природни. Така ни делува днес. Се си има своја тежина. Така е. Се сложувам и за тоа.
Рековме дека расположени за денеска, не ми делувате како да сте нешто превозбудени, Мотивирани. мотивирани. Да. Одлично. Да зачуваме концентрацијата и да бидеме сконцентрирани само на темите, на ништо друго. Важи, нешто ако не е јасно ќе ме прашате, ама тоа ќе го повторам и кога ќе влеземе во кабините. Филип и Михаел, денеска почуваме како предизвикувачи, сега баш да видиме до каде ќе стигнеме. Со среќа во продолжение, баш е предизвикувачка кабина. Повеляваме. Антонио и Јанета, односно Филип и Михаел, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел, ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Филип и Михаел, дали се слушаме? Да. Слушаме. Одлично, се е јасно како што треба. Да. Во продолжение, ако имаме некакви технички проблеми, веднаш да ми сугерирате. Исто така, тоа што го спомнав неколку пати веќе, што ми е многу важно, е ако нешто не е јасно, колку е апсурдно, смешно, глупаво да ви звучи во вашата глава, сепак да ме прашате. Договорено? Договорено. Со среќа уште еднаш, сега ќе исклучиме нивната кабина, да видиме Антонија Нета како се. Дали се слушаме? Добре, сме спремни. Се е во ред. Домакини? Да. О, домакините сте веќе, Така нема е. што. Знаете што треба да правите, може би треба да ми кажете јас што треба да правам, екен. Тоа. Знаеш и ти, да. Супер. Може да започнеме? Може, слободно. Одлично. Ете, драги гледачи, кабините се како што треба, предизвикувачите се расположени, домакините се расположени за игра, па да започнеме. А како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање. Темата за истото гласи. Зборови што завршуваат со ист, односно ист. Бараме зборови од најмалку 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквите ист, односно ист. Се прифаќаат сите видови зборови, не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании и слично. Антонија Нета, дали ни е јасна темата? На ист завршуваат. Да, на И да ист. се со 4 Минимум. Минимум 4, да. Со најмалку од најмалку 4 Па букви има такви. и натаму. Има така. Че да побарам да видам. Ја тука не можам на прва дана. Има. Има доктор. Има, ќе ви текне, се надевам. Филип и Михаел, дали ни е јасна темата? Да. Како што напоменав, од најмалку 4 букви, па натаму немаме ограничување од колку најмногу може да бидат. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање први започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Филип и Михаел. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Антонио и Јанета, а Филип и Михаел, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 5. Започнуваме со 5, 10. 10, 15. 15, 16. едно повеќе 16, 17. 17, 18. 18, 19. 19, Ајде 20 заклучиме. заокружуваме на 20, 21. 21, На 22. 22, 34. 24. Ајде ги видиме што знаат. Да се загреја, да? Ајде. Ајде, Филип и Михаел. Ки имате огнено крштевање што се вели, нели? Не ви дадоа простор да се аклиматизирате, ама по реакцијата на Филип и како да не е ни воопшто важно, очекувано, затоа сме кажи дојдени денеска тука. Темата беше зборови што завршуваат со ист, и-с-т. Од најмалку 4 букви, како што кажавме, само не се прифаќаат, не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании и така натаму. Имаме 24 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни зборчиња за да го освоиме овој поен. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Алтруист. Алтруист. Така е. Точен одговор. Аметист. Аметист. Така е. Шовинист. Шовинист. Така е. Ватерполист. Ватерполист.
Точен одговор. Джудист. Джудист. Точен одговор. Каратист. Каратист. Така е. Спортист. Спортист. Заогрижуваме га. Така е. Марксист. Марксист. Така е. Социјалист. Социјалист. Точен одговор. Националист. Националист. Така е. Комунист. Комунист. Така е. Фашист. Фашист. Точен одговор и на пола сме сега. Басист. Басист. Така е. Гитарист. Гитарист. Така е. Солист. Солист. Точен одговор. Реалист. Реалист. Така е. Песимист. Песимист. Така е. Оптимист. Оптимист. Точен одговор. Артист. Артист. Точен одговор. Како беше наш правилата на ИСТ? На ИСТ. Ист. Корист. Корист. Збора. Корист. Така е. Завист. Завист. Точен одговор. Уште 3. Гардист. Гардист. Така е. Хорист. Хорист. Точен одговор. И уште едно. Наравно, имаме време. Не сак да замезам. Имате време, дефинитивно. Ви текнува? Ви тек. Велосипедист. 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 Го гледам веднаш тука на списокот го имам, што од извадени зборчиња. 24-ти точен одговор за Филип и за Михаел. Честитки за првиот освоен поен денеска, но бидете внимателни, знаете, имам уште за играње, не се опуштете премногу. Ама можете слободно да си честитате и да си се радувате. Бравос, Антонија Нета, видов дека ви е криво, ви текна кога почна да ги реда, дека има многу зборчиња и дека требаше повеќе. Да. Како, добре. Ништо не е завршено. Имам уште една лицитација за играње. Ке гледаме таму нели да направиме пресмрт. Сконцентрирано и за вас ништо не е готово.
А зборови, се извинам што завршуваат со ист, кои што може да ги кажат нашите надпреварувачи, но ете, нема потреба. Ќе започнам од оној на 4 букви што го спомнавме, лист. Лист е зборчето на 4 букви, ама како и да е. Имаме тука атеист, автомобилист, алпинист, бигамист, будист, виолинист, вокалист, мислам дека кажавме како и да е, егоист, есеист, урналист, потоа идеалист, илузионист, исламист, каратист кажавме, клавирист, нацист, моторист, специјалист, твист, терорист, утопист, феминист, фаталист, фашист, филателист и така натаму. Има доста зборчиња. За да се фатив за тие кои што помалку ги знам да ги читам сега, а има и многу попознати. Како и да е, продолжуваме понатаму. Филип и Михаел се во блага предност пред Антонио и Анета, но, како што знаете, имаме уште една лицитација за играње, која што ќе одлучи дали ќе играме пенали или пак директно ќе се преселиме тука на сцената. Затоа да не должам, темата за втората лицитација гласи: финансиски највредните фудбалски клубови во Европа. Ги бараме имињата на 100 фудбалски клубови од Европа кои во овој момент имаат најголема пазарна вредност според реномираниот сајт Transfer Market. Антонија, Анета, дали ни е јасна темата? Јасно, да. Да, нешто. Со пола уста. Филип и Михаел, дали ни е јасна темата? Јасно. Да. Тоа гледав нешто да немам случајно да надополнам во врска со темата, ама не. Тоа, како што рековме, ги бараме имињата на 100 фудбалски клубови во Европа кои што имаат најголема пазарна вредност според реномираниот сајт Transfer Market. Знаете дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Антонио и Анета. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Филип и на Михаел. Антонио и Анета, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 15. 15. 20. 20. 30. 30. 35. 35. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 40. Заоклучуваме на 40. 41. 47. 41. 42. 42. 43. 43. 44. 44. Ајде да имаш што ќе кажеш. Ајде и сега да видиме дали ќе се исплати овој пат стратегијата. Имаме многу повеќе надавања него во при првата лицитација. Сега застанавме на 44. Ги бараме финансиски највредните фудбалски клубови во Европа. Филип и Михаел, не ме прашува колку гледате фудбал, дали пратите дека колку што има со гледање фудбал, има и со други работи, со бизнис и економија више оваа тема. Кога ќе видите подготвени, слободно започнете. Хајде, прв Ливерпул. Ливерпул. Така е. Манчестер Сити. Манчестер Сити, иначе Ливерпул се наоѓа на 8-та, 7-та позиција помеѓу највредни клубови, да. Манчестер Сити. Манчестер Сити, така. Манчестер Сити е на втората позиција најтрофени. Манчестер Юнајтед. Манчестер Юнајтед, 10 рангиран во овој период, во моментот. И, значи, точен одговор. Арсенал. 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 Веднаш зад Манчестер Сити, трет на оваа листа. Челси. Челси. Челси, пети највреден клуб. Тотенхем Хотспурс. Тотенхем. Така не се мачи. Тотенхем на 9-то место и 6-ти точен одговор за вас. Астон Вила. Астон Вила.
Така, тука и Астон Вила, точен одговор. Евертон. Евертон. Евертон, 8 точен одговор. Ньюкасл. Ньюкасл. Ньюкасл, 9 точен одговор. Пари Сен-Жермен. Пари Сен-Жермен и ПСЖ. За да заокружиме на 10 точни одговори. Олимпик Лион. Олимпик Лион. Така е, Олимпик Лион. Олимпик Марсеј. Олимпик Марсеј. Олимпик Марсеј, 12 точен одговор. Монако. Монако. Така е. Бајер Минхен. Бајерн Минхен. Бајерн Минхен, 7 финансиски највреден фудбалски клуб. Борусија Дортмунд. Борусија Дортмунд. Борусија Дортмунд, 15 точен одговор. Бајер Леверкузен. Бајерн Леверкузен. Бајерн Леверкузен, 16 точен одговор. Ајнтрахт Франкфурт. Ајнтрахт Франкфурт. Ајнтрахт Франкфурт, точен одговор. Штутгарт. Штутгарт. Така е, точен одговор. Барселона. Барселона. Чекај да видиме Барселона. Така, 6 највреден финансиски клуб. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Финансиски највредниот клуб. Се наоѓа на првото место на трансфер маркет листата. И 20 точен одговор за вас. Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид. Така е, точен одговор. Атлетик Билбао. Атлетик Билбао. Така е. Валенсија. Валенсија. Точен одговор. Севиља. Севиља. Така е. Реал Бетис. Реал Бетис. Така е. Реал Социедад. Реал Социедад. Реал Социедад, 26 точен одговор за Филип и Михаел. Бенфика. Бенфика. Така е. Порто. Порто. Точен одговор. Спортинг Лисабон. Спортинг Лисабон. Дваесет и девети точен одговор. Јувентус.
Ювентус или Јувентус. Така е, точен одговор. Интер Милан. Интер Милан. Така е. Милан. Милан. Точен одговор. Рома. Рома. Точен одговор. Наполи. Наполи. Така е. Галатасарај. Галатасарај. Галатасарај, 35 точен одговор. Фенербахче. Фенербахче. Фенербахче, точен одговор. Ајакс. Ајакс. Така е. ПСВ. 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 Точен одговор. Олимпијакос. Олимпијакос. Точен одговор. Фејенорд. Фејенорд. Фејенорд, за да заокружиме на 40 точни одговори. Уште 4. Русија? Како? Русија? Русија. Полска, Чешка. Бешикташ. Бешикташ. Така е. Борусија Менхенгладбах. Борусија Мехенгладбах. Така? Да. Така ќе му дојде некако. Да. Среќа што ми е напишано тука, иначе не знам како ќе го кажам. Пишете само Борусија М. Ја и пообратно. Браво, Среќа. Ова намерно за мене на нос да ми набиете, а? Фала ви. Точен одговор. Уште 2. Вестхем. Така е, со вакви миња додеме Вестхем. Вестхем, 43 точен одговор и кој ќе биде последниот? Кристал Палас. Кристал Палас. Не постои така. се замисли. Кристал Палас, 44 точен одговор за Филип и Михаел. Секоја чест, мора да го пофалам посебно Михаел, дека без некој како да кажам, застанување, без некој поголем проблем, си ги испука 40 барем. Не дека Филип не помагаше на темата, да не се лажеме. Да. Ама, супер, браво, со одлично одиграно. Не знам што друго да кажам. Уживајте во победата. За кратко ќе ве соочам и со темата од нашата листа, да видиме дали ќе си заминете тука и со парична награда. Но првично Антонио и Анета. Тоа е. Им се погодија и темите. погодија, да, добро, тоа е Ја тоа. не смев да коментирам првично, ти самиот кога ти го видов ликот која ја соопштија темата со фудбал поврзана, ми текна на муабетот од минатото издание кога зборувавме дека не ти е јака страна. Не сакам да се мачам, кој ќе ги набројува сега 4 викам ајде. А мисли, ќе ги знаеше вака и Па ти. нешто да, сега Да. некој може плюс минус ќе ги смене, мислам ги Сега вака ме љутиш малце, може би пенали ки игравме сега. А да, на требаше мое може до задоволство. 50 идеме, ама они пак рече ние да погаѓаме, пак ќе беше. Да. Вака. А не, мислам дека кошулата ја сменив и немам среќа. Не требаше, нели се договоривме дека таа ќе биде кошулата, стрекната. Да. Штета. Антонија Анета, Секогаш честен- секогаш добре Да. дојдени, секогаш супер друштво и одлични Само да надпреварувачи. им честитаме на Слободно. да, и Браво. се најубаво им посекуваме у понатамошните емисии, у понатамошниот живот. И Фала. на тебе исто, све најубаво се гледаме до година ова време. Готово, договорено. Е, така. Не сакам толку толку да чекам, Април, ама мај, тоа е тоа, си имам готово. ја редот лет, ајде. Да. Нема проблем. Фала ви уште еднаш и со здравје да си ги трошите освоените Благодариме. парични средства. А пред да продолжиме понатаму и да видиме што ќе направат Филип и Михаел, на брзинка да прочитам дел од оние
најтрофени, се извинувам, финансиски највредни клубови, ќе прочитам на прва 10 ки послушате 5-6. Од прво кон 10-то место Реал Мадрид, Манчестер Сити, Арсенал, ПСЖ, Челси, Барселона, Ливерпул, Байерн Мюнхен, Тотенхем и Манчестер Юнајтед. Потоа ги имаме АЗ Алкмар, Ајакс, кажавме, Аталанта, Байерн Леверкузен, Брага, Брайтон, Вилјареал, Волфсбург, Генк, Жирона, Зенит, Ипсвич, Келн, Клуб Бриш, Комо, Майнц, Нотингем Форест, Саундерленд, Сасуоло, Саутемптон, Селтик и така натаму. Можете и самите, како што рековме, да си проверите на трансфер маркет и да видите кои се 100 највредни клубови. А ние сега продолжуваме понатаму. Филип и Михаел, повелете тука на главната сцена да ве соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе освоите парична награда, едва и чекам да видам. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Филип и Михаел ми се придружија тука на главната сцена. Темата е подготвена и за многу кратко ќе им ја соопштам. Но знаете, самите пред да го сторам тоа, мора на брзина да протрчаме низ нашата листа, чисто да се подсетиме како стојат работите, односно на Михаел, кој што е за прв пат тука, да му ги објасниме како да стигне до 300 евра. Најлесно. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда во меѓувреме. За 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. А сега е време за темата, може? Да. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема општини во Македонија во чие име се содржи буквата Ц. Извор, сајтот на ЗЕЛС. Бараме имиња на постоечки општини во чие име се содржи буквата Ц. Без обзир од колку збора е името и каде се наоѓа во името на општината. Ја мислам дека е јасна темата, па да почнеме да редиме. Океј. Западно почнеш? Кај ќе почнеш? Струмица. Струмица. Да. Струмица, прв точен одговор за Филип и Михаел. Македонска каменица. Македонска каменица. И тоа е точен одговор. Трет. Нешто. За 50 евра. Скопје. Што ќе биде? Скопје нека? Ти такна нека општина Скопје. А например, центар, знаеш. Центар. Центар. Пример. Пример. Не, да гледам нека друга неочигледна. Да. Центар. Точен одговор и честитки за први освоени 50 евра. Нека се множат. А ви уште? Ајде, видете, договорете се, дали продолжуваме понатаму. Мислам кој си, мислам кој си. Една знам. Пуште, не, 50 евра за стара, сега за до 100 евра одиме. Да. Ако сакате. Текна некој? Ајде, мислете. Да. Горе, северно, над Скопје. Загледав на молце. Има во тикве шијата. Размислете. Да, добро. Општина таму. Горе имаш некој помали денат. Да. Али беше. Не знам, Зрновци. Не, а? Зрновци. Зрновци е? Треба да е. Требало да е? Треба да е. Мислам дека да е. Да. Па ча да ми оставя, да. Да. Подиме, ајде. Општина Новаци. Општина Новаци. И тоа е за ваш четврти точен одговор. Кавадарци. Кавадарци. Така е пети точен одговор и за 100 евра. Кој ќе биде? Не знам. Општината? Зрновци. Зрновци. Не бевте баш сигурни дали општина? Да. Ке ви ги скрата маките? Не. Се зезам. Општина и шести точен одговор за вас. Честитки за освоени 100 евра. До сега во листа за 300.
Сега размислете, нели, дали ќе продолжиме понатаму, дали знаеме, зашто не сакам да ги изгубиме и овие 100 евра. Имаме време што. Гледај се. Од запад. На карта сите ги знаеш вака, да нема карта сега. Повторено. Ајде, вака да подбутнам и после тоа нема да смеам веќе да кажувам. Порано аеродромот, како се викаше во Скопје, дали ви текнува на времето? Да, мама уште Уште две. Хајде, има градови општини кои што имаат Ке ви текнат сите ги знаете, да не треба ги Уште една. Знам две. уште една. Да. Стаковци. Дали е? Не знам. Не ми текна. Тука ме губиш, натаму не знам. Мало е за да видам што е. Да. Ми останува... Уште едно ви фали, а? Да. Ајде, мислете. Океј, ми текна трета. Да? Да. Епа, чуј. Играм уште. Ајде. Центар Жупа. Центар Жупа, леле го помислив тоа. Сакам да ти го асоцирам како имам уште еден центар во Македонија, ама ете немаше потреба и Центар Жупа, 7 точен одговор за Филип и Михаел. Бравос. Се поблиску сме до нас од 150 евра. Да. Петровец. Петровец. Така, општина Петровец, точен одговор. И Богданци. И Богданци. Богданци, 9 точен одговор за 150 евра, честитки. А да има уште? Ако ми текна уште две. Едно знам. Знам две. Знаеш две, браво, саде. И трета. Титан ефект. Уште една ли ви фали? Да. Ајде, мисли. Кои се другите две? Да тргниме, да не тргниме. Не, че овака прашувам, не тргаме. Епа... Уште една? Изборни единици. Не ми текна, да, по изборни единици. Ако не да ги земеме парите овие 150 евра, за да не ги изгубиме може така, непотребно, да бидат Да. уште поголем стимул нели за понатаму. Се друго кога имаме пари во джеп. Освоен. Филип и Михаел, што правиме? Мора да ве прашам и официјално. Заедно. Доста е тука. Честитки за првите освоени пари во листа за 300, баре во овој круг и за Михаел. А не те праша Филип, минатиот пат освоивте нешто пари? Не освоивме ништо, не. Честитки до тебе сега, одлично, нека се множат што повеќе. Еве ги општините во Македонија во чие име се содржи буквата Ц, 17 се севкупно, ги имаме Богданци, Брвеница, Виница, Дебарца или Дебарца, Зрновци, Јегуновце, Кавадарци, Карбинци, Македонска Каменица, Новаци, Петровец, Пласница, Ранковце, Струмица, Теарце, Центар и Центар Жупа. Тоа се тие 17 општини во Македонија кои што во своето име ја содржат и буквата Ц. А со ова го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300 на мое огромно задоволство и во следното наше издание ќе се дружиме со Филип и со Михаел. А до тогаш вие не заборавајте да останете со програмата на телевизија Сител да го чекате следното издание на нашиот квиз и никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!